Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште една рубрика Прашања и одговори. Името, како и што самата рубрика најавува, ми е Јосиф и оние кои што сакаат да ги одговараме нивните прашања, може да го направите тоа користејќи ги броевите на телевизија Телма, користејќи го хаштагот #Јосиф и исто така моите канали на социјалните мрежи, Инстаграм, Фејсбук и исто така може и да најдете голем дел од содржината на YouTube каналот. Марио и прашува дали водата е единствен начин како да го хидрирам телото, особено за време на вежбање. Марио, она што секоја течност може да го хидрира телото, но на прашањето е што ќе придонесеш со самото тоа што ќе внесеш течност. Од типот кога јас со луѓето со кои што работам, кои ќе ги прашам колку вода пиеш, тоа често знаат да подразбираат под вода и било какви течности, знаат да ми кажат па пијам вода, пијам, не знам, јадам супа, пијам јогурт, пијам сокови, но не сите течности придонесуваат во нормално и правилно хидрирање на телото, освен водата која што би требало по правило од Светска здравствена организација да биде на 1 литар вода на 25 килограми телесна маса, што во превод значи ако имаш 75 килограми треба да пиеш 3 литри вода. Дополнителен начин доколку водата ти е проблематична, не можеш да ја пиеш, не ја сакаш по вкус, едната опција можеби да бидат незасладени чаеви. Другата опција е можеби да бидат некакви изотоници кои што во својот состав имаат и електролити и некакви јаглехидрати кои што особено се добри за време на вежбање, но овие изотоници јас и не знам дали би ти ги препорачал доколку не си физички активен, али пошто ме праша и конкретизирано за вежбањето, би ти ги кажал овие две опции, значи вода, незасладен чај и изотоници кои што во својот состав ќе ти донесат и дополнување за енергијата во телото за време на вежбање.